атракција. Овие момчиња во црвено-жолта комбинација се гаранција за, веруваме, квалитетен надпревар што ќе се памети. Да се сеќавате на оној дуел против Исланд, практично на отворањето на овој величествен спортски храм, а очекуваме денеска да се повтори еден таков резултат, една таква игра. Еве сега прво земена топка Миркуловски. Веднаш форсираме полуконтра кон Георгиевски, но успеа да се врати на време Пападопулос да ја пресече оваа акција. Останува 0:0. 40 секунди Грците тргуваат во нов напад. Мастрогијанис е на централната бековска позиција. Евангелидис, ова е искусна постава на грчката репрезентација што се создаваше таму пред 10 години за Олимписките игри во Атина. Нема долга традиција грците во ракометот. Еве одново одземена топка, се е овде чисто. Меѓутоа брзи се грците се враќаат. Марковски за Георгиевски, да внеси и поголува! Отвора Македонија со водство со голот на Гоце Георгиевски. Водиме со 1:0. Втор напад на грчката репрезентација. Во обид за погодок остануваат исти оние седумина што се долу на теренот. Масторојанис ја предводи играта на грците, потоа Евангелидис е тука. Обид од тешка позиција, од нетипична за него. Тоа е со број 32. Цацо, 25 годишниот ракометар на Грција. Не играше многу на првиот надпревар. Албанос, 34 годишниот, поранеше ракометар на Рајдекер Ловен на Гумерсбак, почна таа десна бековска позиција, но има мали измени во составот во однос на оној атинскиот, иако практично сите 60 се тука, велам, во поставата која во моментов е на теренот. Стоилов меѓу двајца, изгледува прекршок за 9 метри, велат Вацлав Хорачек и Јржи Новотни, чешките интернационалци. Делегатот доаѓа од Словенија, Томо Водопивец. Ние сме во нов напад. Филип Лазаров на централната бековска позиција, не ќе оди лево, онаму каде што е неговото место. Кире Лазаров за Миркуловски, одново Филип Лазаров, меѓутоа и одбрана на Георгијанис, еден од најдобрите поединци. Веднаш контра и убава, прекрасна шрауба беше ова за водство на Грција со број 22 Пападопулос, или сепак Цира се тоа со број 26. Десното крило во редовите на грчката репрезентација. Убаво се стаја тука во оваа контра. Грција поведува со 2:1, но јасно е, се чувствува малиот притисок кој ќе се условат брзо нашите ракометари. Ова е сепак нивни терен. Лазаро! Кире Лазаро! Треба ли да се опишуваат воопшто овие проектили? Мастрогијанис, едно сега и притисокот од гледачите се исполни полека до последно место. Арената Борис Трајковски во Скопје. Делигијанис назад за Евангелидис. Се извлече Мастрогијанис на левата бековска позиција. Често ќе минува 140-ката. Марагано е на линијата од 6 метри. Игра бек во својата кариера најчесто. Меѓутоа немаат квалитетен пивот. Борко Ритновски ја бележи првата успешна интервенција. Миркуловски се развива едната у полуконтра. Лазаров одново! 3-2! Веќе 9-ти гол за нашиот капитен сметајќи го оној прв дуел во Атина, каде што нашиот капитен постигна 7 гола. Сега извонредна асистенција. Дејан Манасков, атрактивно прв гол тргнували вулканот во арената Борис Трајковски. Малку им требаше нашите репрезентативци полека да се средат пред се во дефанзива. Борко Ристовски со 2 одбрани и Кира Лазаров со 2 проектила. Ево и Манасков сега погодува. Имаме предност од 4:2. Грците остануваат во напад со Масторојанис, потоа со Евангелидис. Десно е Цацо. Масторојанис останува Цацо во игра. Евангелидис сега обид да се шутира, меѓутоа добро излегуваат нашите во оваа компактна зона. 6-0 се обида атрактивно да проигра таму Масторојанис во контранапад. Георгиевски! Проработува Вулканот, проработува македонската машина за погодоци. 5-2 по 4 минути и 45 секунди игра. Како резултат на добрата одбрана. Не стигнува никако топката до Маранго на линијата од 6 метри. Пресекуваме неколку акции. Сега Цира се удвојува на пивотменската позиција. Меѓутоа не мора тоа ништо да значи.
Грците ќе бараат шанса да го пробијат овој бедем. Одново Борко Ристовски ја допре оваа топка доволно за трета интервенција. Веднаш од гол на гол, меѓутоа интервенција втора на Георгијадис, иако ова беше идеја да се проигра Манасков. Сега полуконтра с мотивната страна, Миркуловски пресекува кон Манасков, од кого ќе има атракција, од Манасков нема. Кире Лазаров беше десно, очекував Манасков да проигра, но трета интервенција на Георгијадис и аут за нашата репрезентација. Ќе останеме вратната штета. Покаже и во првиот надпревар во Атина Георгијадис дека е одличен голман, 31 годишен, искусен, игра во атинскиот Аседука. Најголемиот дел од грчките репрезентативци полека се враќаат во својата земја, играат во домашното првенство, каде што АЕК стана шампион пред Диомидис, има неколку ракометери од овие два клуба. Меѓутоа го следиме нападот на нашата репрезентација. Кире Лазаров расположен, извореден, 3-3 за нашиот капитен, мотивиран, страшно, 3 прецизни удари и веќе имаме предност од 6:2. Грците тешко се организираат во нападот и мора да бараат тајмаут. Γιατί δίνω έτσι εύκολα την μπάλα και δεν επιστρέφω πίσω γρήγορα για το λάθος στην επίθεση, θα βρανόλα μετακινηθώ να παίξω σωματικά στην άμυνα. Μόνο το οποίο και χαζεύετε και κοιτάτε. Γίνεται απόκρουση και έχετε μείνει στη σέντρα. Στα 5 λεπτά έχω δώσει 6 φορές την μπάλα. Γιατί να την πουλήσεις, αν δεν πει να το φάγαμε γκολ. Πώς την δίνουμε έτσι εύκολα, θα γίνει πολύ δυνατά να την πάμε. Продолжува надпреварот, минута за грчкиот селектор Каранакис Георгиос. Не знам што можеше да советува. Јасно е каков е соодносот на силите. Од тука почнувани гледачи нема да ме заморуваме со многу статистика, со историјат на настапи на едната и на другата репрезентација, на големите манифестации. Едноставно сакаме ова да биде вечер за уживање, едноставно да се радуваме на нов голем успех на македонскиот ракомет. Одново фрлање кон Маранго. Тешко се минува таму, Стоилов, Ацојоновски, Велко Марковски. Имаат нов пикер со грците, Папа Дионисију е влезен во игра, тој е ракометарот со број 28 на линијата од 6 метри. 23 годишен ракометар. Јасно е дека ќе пробуваат со вакви измени грците да најдат евентуално постава што ќе може да парира на моќниот македонски состав. Реков, нашата репрезентација дефинитивно за неколку класи подобра од противникот, но треба се продолжи во исти стил. Мастроѓанис обит, но и нова интервенција на Борко Ристовски, веќе четврта. Има ли потреба сега да брзаме, се враќаат грците веднаш назад. Лазаров ќе се очека да бидат направени измени. Филип Лазаров да се врати во игра. Тоа ќе биде вековската тројка со браќата Лазаро и Миркуловски на центар, Георгиевски и Манасков на крилните позиции и Стојанче Стоилов покажа без оглед на паузата по повредата уште во Атина дека се враќа позготвен, постигна 3 гола. А сега и поддршката од трибините. Кире Лазаров за Филип, тој е сега на скока и погодува. Браќата Лазарови во елемента, прв погодок за Филип, за 7:2. Нема гол на спортивната страна, веднаш се развива полуконтра, петта интервенција на Борко Ристовски, ќе запреме акцијата, Велко Марковски ќе оди надвор. Да се врати Филип, но дали ќе се очека Кире Лазаров? Нема. Четврти погодок, 8:2. Верували или не, минуваат само 8 минути од првото полувреме. Значи, на секоја минута по еден гол, од кој половина постигнати од нашиот изворенен капитен денеска Кире Лазаров, 4 од 4. Одлично мотивиран и, што е најбитно, ефикасен. Грците организираат нов напад, остануваме со 6:0 зона.
ќе има жол картон таму за нашиот централен дефанзивец, тоа е Аце Јоновски од Металург, заедно со Велко Марковски го чинат дефанзивниот тандем и во изборот на Ивица Обрван. Евангелидис го предводи нападот, па потоа Масторојанис обид сега и на нововлезениот Алванос, уште една нова 5-6 интервенција на Борко Ристовски. Борко Ристовски и Кирил Лазаров, двајцата најдобри ракометари во овој дел од надпреварот. Повторно Јоновски таму во еден жесток дуел со Масторојанис, со централниот бек на грчката репрезентација, и покажуваат 2 минути чешките арбитри. За Јоновски доби жол картон пред малку, еве го сега го добива и првото исклучување. Имаме ракометар помалку во наредните 2 минути, меѓутоа имаме и предност од 6 гола. Секогаш максимално мотивиран Аце Јоновски. Едноставно, кога е на терен, заборава на се, безкомпромисен, понекогаш може би и помалку невнимателен, но смее ли некој да му забележи нему и на Велко Марковски, кои го носат најголемиот товар во одбраната на сите настапи на македонската ракометна репрезентација. Уживајте во амбиентот. Грција со играча повеќе, има сега можеби простор на Сондан Вишок, не оди преку Пападопулоса на левата крилна позиција. Сега Алванос, тој е во игра, квалитетен ракометар, многу искусен, има овде пробивање, нема дилеми. Греши Евангелидис, 26 годишен ракометар, играше во Филипос, сега во ПАОК. 190 сантиметри, најчесто на левата бековска позиција, иако многу често ги винуваат со центарот на своите места. Масторо Гијанис е на таа позиција, но ние сме во напад. Имаме 8:2. Филип Лазаров, Миркуловски. Над Кирил Лазаров сега се игра фластер. Зампунис задлужен за таа улога. Георгиевски ќе удвои на линијата од 6 метри. Меѓутоа Лазаров одлично успеа да избега и да се запише веќе по 5 пата во листа на стрелците. Како ние да имавме играча повеќе во оваа акција. 9:2, 50 секунди. Очигледно добро сработено, воиграно и безпрекорно изведено, со ракометар помалку. Јас големуваме предноста на +7, 9:2. Алвано сега за пикерот Папа Дионисиу. Дови 9 метри, Евангелидис сега. Алванос на крило таму, Пападопулос е тоа погодува. Пападопулос, ракометарот, кој што на првиот надпревар во Атина постигна 3 погодоци во на група на неколку, да речиси најголемиот дел од тимот кој што постигна по 3 гола. 9-3. Прекината нашата серија од 7-0, феноменални 7 постигнати без примен гол. Меѓутоа како и да е, натаму ние имаме високо водство, а во време сме комплетни. Одново Кире и Филип Лазарови се на теренот. Стоилов, Лазаров за Цепелин, двое! Лазаров, Марасков, Лазаров за ерупција. Фантастична акција. Двоен Цепелин. Прекрасно изведено. Одиме во контранапад. Шанса Миркуловски и Дејан Манасков и Георгиевски. Миркуловски завршува. Како фуриозен период од надпреварот. Ако вака продолжи, ќе биде ова дебакл на грчката репрезентација. Ке нема тоа врска со оние 27-25 во Атина пред една недела. Како вулкан, погледнете овој Цепелин, фантастично. Сега Милонас во игра со број 43, млад ракометар, нема избор, едноставно оние искусните не го издржаа притисокот. Но почитувани гледачи, верувам дека и во нешто го следевме од Атина, не се сомневавте во квалитетите на нашите ракометари. Едноставно верувам дека и вашето предчувство беше такво, дека овде во Скопје ќе биде ова славеничка атмосфера, а барем за сега овие 12 минути минуваат така и посакуваме само да не застанат нашите момчиња, да продолжат, да не застанува. Борко Ристовски, 7-ма интервенција, тој сега е отвора оваа полуконтра. Ајде велат гледачите, шутирај Борко, не, сепак Миркуловски за Стоилов.
под прекршок, да видиме што велат судиите, ќе биде тоа само 9 метри за нашата репрезентација и оние вообичаен измени со број 41. Арапакопулос влегува во одбраната, меѓутоа не функционира, јасно е ништо во грчката репрезентација, едноставно може би импресионирани од овој амбиент, од овој притисок, од ова феноменална атмосфера. Ovo je сепак непоимливо за грчките ракометари. Една млада, подмладена репрезентација која што полека ќе се обиде да го врати оној ракометен позитивен период од Олимпијадата во 2004 година. Жол картон да видиме за ракометарот со број 28, тоа е Папа Дионисију. Во публиката и Тимур Дибиров. Неговата репрезентација обезбеди настап веќе на светското. Русија е во Катар, а и ние се поблиску. Стоилов прв погодок за 12 спрема 3. Одлична асистенција на Кирил Лазаров, погледнете 4 ракометари и прекрасна завршница на Стоилов. Убаво од зглоб. Во елементи Ивица Оберон беше многу мирен, сталочен во Атина. Грците имаат нов плеймейкер со број 11, тоа е Малиос. Да видиме. Од тешка позиција има 7 метри. Кој шутираше, Алванос беше тоа и ова е прв седмерец на надпреварот. За грчката репрезентација е досуден, да видиме кој ќе го изведе. Со број 22 Виронас Пападопулос, искусен 28 годишен ракометар, 3 гола постигна на првата средба. Сега можност да го постигне вториот, откако кога има вишок, успеа од крилна позиција да го слода Ристовски, но не и сега. Ова е тој притисок под кој играат грчките ракометари. Добро е да почувствуваат како да се игра во овој ракометен храм, кога противникот има една феноменална подршка. Ние сме во напад на Прибак е сега новото име. Миркуловски останува на клупата, браќата Лазарови, Ната му се тука. Златко Мојсовски на местото на Георгиевски. Извршени значи две измени во овој напад на нашата репрезентација. Кирил Лазаров од прекршок чекаше влез на Прибак и затоа мораше да застане, едноставно да навлече противнички ракометар, да направи прекршок. Продолжува нашиот напад. Прибак за Филип, сега Кире ќе одбили на шут, не за својот брат. И да видиме, не успеа да ја прифати оваа топка, се развива полуконтра на грчкиот состав, дали тоа Цирас навлез меѓутоа Борко Ристовски, иако ќе остане Грција во напад. Осма интервенција на Борко, но за малку топката место таму во да ја мино на попречна линија, излезе кај на должната, што значи аут. Грците остануваат во напад. Милонас сега е на левата бековска позиција, Малиос е на позиција централен бек. Пробуваат разни варијанти, но никако не оди. Еве сега и грешка таму, пробивање во блокот. Дали ќе одиме ние брзо? Нема потреба. Апсолутно нема потреба. Голема е предноста, 12-3 му тргна на Борко против Грција. Прибак сега одлично за Стојанче Стоилов, меѓутоа добра колективна одбрана таму на линијата од 6 метри. Арапакопулос, неговиот колега по позиција, одигра добро во срцето на одбраната на оваа грчка зона и ќе треба да биде избришан подот, ќе треба да продолжи играта. Фуриозни 16 минути точно. 12-3, 9 гола разлика. Грците само на почеток успеа да поведат и потоа влегува буквално во машината, чиј што погон го има Кирил Лазаров. 6 погодоци од овие 12, половина, значи по еден постигна Манасков, Стоилов и Филип Лазаров. Гоце Георгиевски има 2 погодока. Сега Прибак е плеймейкер во нашата репрезентација со браќата Лазаров. Его Филип и добра интервенција на Георгијадис. Одличен голман. Сакаме малку математика, тогаш од третата до 16-та минута за 13 минути Грција постигна само еден, а прими 10 голови. Сега контра Манасков. Каква атракција на Дејан Манасков. На најдоброто лево крило од младите категории во Европа. Ево го уште еднаш сето тоа, асистенција на Борква, видете го
kako, na koji način go završi ovaj kontranapad Manasko. Fenomenalno. Може да биде горд Пепи Манаско, Зоки. Definitivno. Koji ne bi posakal dvajca ovakvi sinovi, od koje jedni od veće stanova nositelna igrata makedonskата reprezentacija, a drugi od beše na podgotovki je na pragot praktično i to i da ga obleče i da bude standarden vo crveno-žolti od dres. Pomeđu vremena ova intervencija, peta na Georgijadis. Grcite se evo napad, ima tuka prostor i uspeva da ga iskoristi Maljos, da go postije svoj prv pogodok, četvrti za reprezentacijata na Grcija i da održa ta negativa. Od 9 golovi, ogromno. Kao izmeni сега во нашата репрезентација, Ванчо Димовски легува на пикарската позиција, Војчо Олевски оди на лево крило и еве го младиот Филип Талески. Тоа е едината на македонскиот ракомет, еден од плејадата млади ракометари кои што треба да ја заменат оваа генерација. Нема да кажам дека ќе биде врв Катар 2015 за нив. Има уште енергија во нив да им пружат многу радости на ракометните фанови на воопшто спортските во Македонија. Еве го Филип Талески, се работи за момче од Крушево, игра во Металург јуниор, игра во младинската репрезентација за Македонија, која што исто така ќе биде на европското првенство оваа година. Ево Филип Талески, храбар е, шутира, меѓутоа имаше блок и ќе остане Македонија во напад. Имаше сугестија од Обрван до него да биде опуштен, да биде храбар, да шутира кога ќе му се укаже прилика за тоа. И го прави тоа младиот Филип Талески. Европа го виде негово она светло почетно што се вели во Кил на дуелот од четвртфиналето меѓу Металург и Кил во Лигата на шампионите. Овде како да имаше двојно водење, судиите неа прекина акцијата што му возложува на Милонас да го постигне првиот погодок, да намали на 13-5. Врзуваат грците за прв пат 2 гола едно по друго, но тоа е најмалку важно, еден интересен податок. Еве го дебитово crveno-žoltiот adresa na Filip Talevski na 18 godini, a imаме за овој двовеч со Грција 20 дебитанти. И во Гринец го очекуваме, играше во Грција за разлика да не го заборавиме. Филип, но 18 и 38 години има дебитантите во македонската репрезентација. Ајде да видиме, Привак, овој за атрактивна асистенција таму кон Ојлевски на левата крилна позиција, меѓутоа немаше намера во оваа игра со нога. Во секој случај ние остануваме напад, Талевски на централната бековска позиција, Лазаров за Привак. Тргнува на влеса, Гоце Ојлевски погодува. Се посигурен, постандарден Гоце Ојлевски. Многу брзо, многу лесно се прилагоди во македонската репрезентација и апсолутно со Манасков се огромна перспектива на левата крилна позиција. Македонија води со 14-5, а изминува првата третина, односно втората третина од првото полувреме. 20-та минута е на истекот. Гоце Ојлевски се прилагоди изворедни по трансферот од Вардар во Металург. Еве една добра финта сега, убаво движење на Милонас, за кратко време постигнува 2 гола. Милонас, еден млад ракометар, исто така од оваа генерација на грчки ракометари, 19 годишен. 14-6. Беше 12-3, ако добро се секам. Така е, измената рече комплетно поставата, се исклучат на Кире Лазаров и Борко Ристовски. Другите петмина се релативно нови. Ојлевски, Златко Мојсовски, Ванчо Димовски во овој напад на нашата репрезентација заедно со Филип Талевски и Немања Прибак на вековските позиции. 9 метри уфела Ванчо Димовски и Лазаров. Еве интервенција и успел таму Ојлевски, не. Шеста интервенција за Георгијадис. Полуконтра на грчката репрезентација и успела на линијата од 6 да прифати, но и да направи престап. Тоа беше Арапакопулос со број 41, а Талевски бие, меѓутоа нема гол. Златко Мојсовски атрактивно, убаво. По седмата интервенција на Георгијадис, Мојсовски се запишува листата на стрелците за да не пропадне оваа акција за Македонија. Одново да биде на 9 разлика, 15 спрема 6, 22-та минута, ево тек. Ево го и Бугринец. Тој сега изнуди, ги измами овие аплаузи од полното гледалиште во Борис Трајковски. Подготвен за атракција и Златко Мојсовски го нема наумче. Мојсовски близко е до вистинска подготовка за надпревар. Наумче Мојсовски, меѓутоа ќе го гледаме во наредната сезона. Се уште рано, не смее да се ризикува. Во меѓувреме гол на Маљос со број 11 го постигнува вториот погодок, а Вугринец сега заедно со Прибака и со
Филип Талевски ја сочинуваат бековската тројка во нашиот напад на третите позиции, идентични како оној претходниот. Вугринец за Прибак, Талевски ќе кружи топката неколку пати. Вугринец тргнува да отвори простор, бие, меѓутоа поставен блок, иако вдатре во просторот од 6 метри, тоа значи дека ние ќе останеме во напад. Погледнува Димовски кон семафорот, 22 минути 15 на секунди игра во првото полувреме, што е сега свирено. Тајм-аут за македонската репрезентација и за селекторот Ивица Обрван. Prestali ste igrat obranu, nemate dalje koncentracije, dalje je napad, statičan, promijeni mjesta kroz oblačenja, kroz križanja, kroz peticu, pripremi bolju šansu i onda realizacija. Svako uzme svaki loptu i šutira. Ajmo, nastavi u tempu igrati. Napred pozicije u gol, ajde! Ajde! Za kogo? Ajde! Сосема логично Обрван токму и за тоа го побара овој раковет малку да стивне ова еуфорија од оној бран на атракции, на серија која што буквално ги избриша грците во овој период. Сосема логично почна ротацијата на Обрван. Ево го гледаме и Филип Талевски во дебито, неколку ракометри се смени, игра на сосема нова постава и токму заради тоа е потребен малку мир, малку договор да се продолжи со истото темпо од претходно. Талевски па сега Вугринец тука во бековската линија со Прибак. Ванчо Димовски е на линијата од 6 десно, Златко Мојсовски лево Олевски. Ево го Прибак сега добива топка. Вугринец, негова позиција, меѓутоа мислам дека имаше играње со рака во блокот од еден од грчките ракометери. Остануваме во напад. Втор обид на Вугринец да погоди и тој е желен да постигне гол. Еден имаше во Атина од тешка позиција, од голема далечина, директ од сојузник на Георгијадис. Него сака топката очигледно Вугринец на почетокот, но ќе пробува различни ситуации со различни постави во нападот. Обрван јасно е водството на Македонија го дозволува тоа. Сега можеби нема да следиме во сите 60 минути атракција, но би било и премногу, иако мислам дека доволно Обрван има испланирано како да се одвие овој натпревар, па таму некаде во финишот одново ќе формира постава што ќе донесе величествена завршница. Сега Борко Ристовски стигнува до 9-та успешна интервенција, имаше 16, публиката одново и не знам, можеби треба Борко да излезе во пресрет и да се обиде од 9 метри да заврши една акција. Но сеќаваме на оној момент во финишот во Атина. Се налуди Филип Куловски. Така е. Особено што беа во мал шок нашите ракометери, едноставно не им одеше. Секој има право на лош ден, а реков токму тој фаворитски притисок. Оние моменти кога се мора, кога треба се оправда фаворитската улога, секогаш најтешки, но како и да е, сега играме како што може да се посака Ванчо Димовски меѓу двајца. Ако нема гол, ќе има пенал, тука нема дилеми. Прв ударот на 7 метри за Македонија, вообичаено Кире Лазаров и најверојатно тој, иако да беше ситуацијата Металург на теренот, ќе одеше Вугринец, но сепак Македонија има капитен задолжен за многу атракција, за многу погодоци, 6 до сега, а ево го на прагот на седмиот, Кире Лазаров. Останува Георгијадис на голот. Нема дилеми. Седми погодок на Кире. Елеганција од 7 метри. Елеганција од 7 метри. И од 7 и од 9 метри да ужива човек додека го гледа нашиот најдобар ракометар, суперзвездата на Барселона, кој овој пат погодува за 16 спрема 7. Грците тргуваат во нов напад. Милонас, Борко Ристовски уште еднаш успешен, меѓутоа имаше многу среќа. Да видиме само за кој ракометар станува збор. Со број 41, Арапоакопулос го постигнува својот прв погодок на Малуа на 16 спрема 8, затоа што по 10-та интервенција на Ристовски топката се одби на 6 метри и ја прифати грчкиот ракометар и успеа да погоди, не пречен од никого. Вугринец има мали проблеми со патиката, но се во ред, сочека Златко Мојсовски, кој очекуваме, јасно е неговиот брат на почетокот на новата клубска сезона и особено на почетокот на 2015-та наумче да блесне во Катар. Цепелин, меѓутоа нема погодок. Добар голман е во секој случај
Георгијадис настапува Дукас, искусен 31-годишен, демонстрираше одличен квалитет и на првиот надпревар, кога, ако не се лажам, нанижа 13 успешни интервенции. Останува 16:8, а ние сме повели Југа. А и пофални зборови имаше за нашата репрезентација, токму Георгијадис, кој рече дека имаат противник од светска класа. Апсолутно коректни беа максимално играчките ракометари и гледачите на тој надпревар во Атина. Не може да се забележи за ништо. Сега отиде тука Милонас со глава во цит, меѓутоа заврши таму во прегратките на Велко Марковски. Продолжува нападот одново Милонас. Нема многу простор за игра, освојуваме ние нова топка и за кого? Ајде Велко, еве контра и за него да се запише во листа на стрелците. Велко Марковски се вклопи во ова атрактивна изведба на нашите ракометари. Браво! Тоа е тоа. Така и треба да биде, да се искористи секоја шанса. Истрчува контра Марковски и заслужи да погоди. 17:8. Се одржуваме на овие највисоки 9 разлика. Обично Шраубаќ има 7 метри. Филип Талевски правил прекршок и за него е овој жол картон. Втор удар од 7 метри. Пападопулос, се сеќавате, биеше максимално непрецизно во првиот обид кон голот на Борко Ристовски, кој ги заплаши противничките ракометари со 10 интервенции во овие 25-6 минути. А да видиме сега кој ќе презема одговорноста. Малјос со број 11 постигна 2 гола. Да видиме од 7 метри. Не погодува, се обиде да лобува. Југо, тоа е тоа. Страшен е притисокот под кој го играат грчките ракометари овој надпревар. Ние тргнуваме во нов напад. Краток договор. Прибак, Вугринец и Талевски се на надворешните позиции. Неколку вкрстувања. Тоа бара селекторот Ивица Обрван и потоа да се шутира од чиста позиција. Се излече таму на бековските позиции во одбраната на Грција. Ванчо Димовски да отвори простор за Прибак. Над Филип Талевски се игра сега Фластер. Вугринец имали простор за него, подвижна е оваа одбрана, но Прибак стигнува до чиста позиција и нема дилеми дека ќе заврши со погодок. Прв за него, 18 за Македонија за плюс 10. Ова е значи максималната предност, 12-3 мислам беше предходната, 9 разлика, сега е 10-18-8 за почеток на последните 120 секунди од првото полувреме на реванш бараш дуелот за пласман на светското првенство во Катар. Грчката репрезентација, ево напад Милонас е тука, па потоа Малјос, негова Алванос и да видиме нема 7 метри, не успева од чиста позиција Алванос. Борко Ристовски сега фрла контра, прв беше таму Велко Марковски, непрецизно само за Георгијадис. Грците имаат шанса да дојдат до 9 погодок во оваа 29 минута од првото полувреме. Меѓутоа чита таму Борко, елегантно, 10-та одбрана на нашиот голман. Се обиде сега да лобува таму Арапакопулос, меѓутоа одлична интервенција на Борко Ристовски. Одличен и во вториот дуел против грчката репрезентација. И со насмевка како и секогаш се упатува тука кон клупата, во мала комуникација со Филип Лазаров, кој ни донесе, еве го сето тоа го следат нашите гледачи, кој ни донесе онаа победа со 2 гола во последната минута. Не е среќна во секој случај, но беше заслужена, иако минимална. Да видиме сега, Филип Талевски имали простор, се дига, Талевски бие гол! Еве го и првенецот на Филип Талевски во дресот на македонската репрезентација. Нека му е со среќа, му посакуваме многу вакви голови. Се работи за голем талент, дефинитивно. Ова се негови моменти кога 5000 извикуваат Талевски Филип. Треба да биде ова мотив за ова момче, многу храбро, цврсто, знае што сака. Сега наспротивната страна возвраќаат преку Милонас, ако добро забележав грците. Тоа е неговиот трет гол тука и крајот на првото полувреме. Почитувани гледачи, во завршните 30 минути на патот на најдобрата машка ракометна репрезентација на Македонија кон Катар, а таму ќе бидеме посилни за ова момче, за Наумче Мојсовски. Се рехабилитира популарниот појас од повредата и можете да замислите колку само на квалитета
ќе добие нашиот состав на мундијалот. Треба тој мундијал да биде и отскочна штица за она што следува 2016-та Рио. Да се обединат сите. Ракометната федерација веќе со новото раководство стои за тој проект. Треба да се наметне единство на сите фактори за да се тргне на тој пат и дел од овие ракометари кои се во финишот на своите кариери да ги крунисаат токму со она што е желба на секој спортист со настап на Олимписки игри. Македонија докажа дека има потенцијал, треба да се искористи сето тоа, имајќи предвид дека токму 7-8 место до 7-8 место пласман во Катар ќе носи и квалификации за Олимписките игри. Ние во напад Лазаров под прекршок. Ова беше и доста непријатен старт над него, но ќе нема исклучување, само 9 метри за нашата репрезентација. Влегуваме со 19-9 плюс 10 во дуелот со Грција. Последни 30 минути од двомечот за настап на светското во Катар. Одново Лазаров, ево го одново на удар, меѓутоа не беше ова најдобро изградена позиција. Девета интервенција на Георгијадис, останува 19-9, брзат сега грците, меѓутоа нема таму простор за влеса од десната крилна позиција. Алванос е на позиција десен бек, Милонас како плей организатор на играта, се излече Мастрогијанис на левата бековска позиција со број 33, Маранго почнува на пикер, тој е оној искусен, квалитетен ракометар кој сега немаше многу идеја, па врати назад, се обиде помалку и на сила и дали сепак тоа е Паласкас со број 3, 25 годишен ракометар кој игра на позиција лев бека со број 5 Мастрогијанис. Сега за момент удвои на линијата од 6 метри, меѓутоа Борко Ристовски ја бележи 11-та интервенција, жолт карта во меѓувреме за старт на Стојанче Стојлов, а ние ќе тргнеме напад, резултатот останува непроменета, подека гледачите доста е спарно, по оној попладневен дошт, ја напуштија салата, но еве ги се враќаат и одново очекуваме набрзо да биде создадена она атмосфера која го диктираше темпото и резултатот во првото полувреме. На три пати нашите репрезентативци има највисока предност од плюс 10, така и сега, иако тргнуваат преку Ојлевски, односно Манасков, простете, се извлече на бек, не е ништо ново, ништо што не е видено од Манасков. Феноменален погодок за 20-9. Се подседи на младинските денови, Дејан Манасков кој што го постигна најатрактивниот гол или можеби втор најатрактивен по оној двоен цепелин со Кирил Лазаров. Сеедно ова е максимална предност на нашата репрезентација во овој дуел. Имавме 18-8, завршиме 19-9 во првиот дел, сега имаме 29, значи максимална предност од плюс 11 во меѓувреме. Трет мереч за грската репрезентација не искористи Пападопулос во првиот обид, не беше прецизен и Мальјос, да видиме дали има трети изведувач. Така е со број 3, тоа е Паласкас против Борко Ристовски. Прецизни конечно грците во третиот обид од линијата за 7 метри и тоа третиот изведувач Апостолос Паласкас намалува на 20-10. Ајде, трета среќа. Не може веќе да промашуваат и од идеална позиција како што е позицијата од 7 метри, иако барем оние што никогаш не се симнале долу на теренот и против себе да имаат голман од равништето на Борко Ристовски, не знаат колку е сепак сериозно искушението да се погоди од 7 метри. Не и за нашиот капитен Кирил Лазаров, Миркуловски за Георгиевски, прекрасно направа сотлива гол. Трета погодок за, како што вели официјалниот спикер, популарниот Џомба Гоце Георгиевски. 21-10. Четврта минута во тек од второто полувреме. Ќе се одбројуваат минутите, на крајот ќе се прослави нов голем успех. Пласман на нов собир на недобрите светски репрезентации. Катар, реков, ќе биде големото искушение, но оваа репрезентација е подготвена. Не само може би да го повтори она пето место во Србија, што и недобриот резултат во историјата на машкиот репрезентативен ракомет, туку да отиде и чекор на напред, зошто да не евентуално и во битката за медали. Но реков, кои се предусловите за такво нешто? Мислам дека сите сме на исто рамниште, на исто размислување, дека треба да се искористи сето оваа генерација и да се стигне можеби и до првиот трофеј во репрезентативна конкуренција, кога станува збор за ракометот, па и воопшто Велко Марковски во контраштета. Георгијадис, 10-та
Успешна интервенција, сега грците се во полуконтра. Манасков се уште не е вратен, имаше тука чиста позиција, меѓутоа не успева да погоди оној што беше прецизен од 7 метри пред малку. Паласкас останува 20:10, пета минута. Лазаров на влез Миркуловски, гол е тоа. Сочекав малку, дали ќе влезе топката, влезе. Втор гол на Миркуловски, во спротивност имаше пенал. Ефектот веројатно ист, на крајот 22:10, по точно 5 минути игра во второто полувреме. Пети гол вкупно за Филип Миркуловски на дуелите против Грција, оној во Атине и овој во Скопје досега. Шеста минута од второто полувреме. 22:10, тоа е максималната предност, разлика во оваа 36-та минута од надпреварот. Постепено сигурно ги ја зголемуваме предноста. 10 излезуваше во првото полувреме. Излезе на терен во вториот дел оној стартен состав на Ивица Оборван од почетокот на надпреварот во средината на првото полувреме или нешто подоцна. Имавме доста ротација и многу нови ракометари. Дебитантот Филип Талевски се впиша во листата на стрелците, еве го сега Оборван оди со првата постава која што тргна во овој надпревар, последен пред пласман на светското првенство во Катар. Ке биде тоа четврти обид за нашата репрезентација, за добар пласман. Југо дека погледнат гледачите оваа комуникација, ако ја се задржи не репетицијата, Кирил Лазаров покажа со прстот кон семафорот, сакајќи да му каже на грчкиот ракометар, види го резултатот, има ли причина за ваков груб старт. Тоа беше идејата, а публиката го поздравува Никола Митревски. Тој застанува на нашиот гол по оние феноменални 11 интервенции на Ристовски, но реков и добре тоа Обрван да ротира, да им укаже на сите шанса, сите да бидат дел од овој величествен успех на нашата репрезентација. Ние сме во напад, Филип Лазаров за Миркуловски, Кире, одново Миркуловски, нема простор за влеса на Филип Лазаров, удвојува Манасков на линијата од 6 метри, затоа го нема на лево крило, Кире бие, меѓутоа интервенција број 11 на Георгијадис. Не реализираме ние во овој напад, но предноста и натаму забележувате висока, убедлива 12, разлика сега по малку и на сила. Евангелос се обиде, тој се обидува постојано да ги мотивира на ваков начин своите ракометари. Тој беше и творецот на оној нешто погруб стартнат Кирил Лазаров, пошто дојде до онаа комуникација за која говорев претходно. Милона сега на централната бековска позиција, десно е Алванос, 34 годишен ракометар, еден од најквалитетните во противничкиот состав. Има настапувано во два германски клуба во Бундеслигата, да видиме сега под знака на пасивен напад и 7 метри успева Милонас да изнуди четврти удар од 7 метри за грчката репрезентација во финишот, кога беа на прагот на одземање на топката грчките ракометари поради пасивноста во нападот, успеа тука да мине крај Миркуловски и Георгиевски и да го изнуди овој прекршок за четврти удар од 7 метри. Пред малку погоди Паласкаса по двете промашувања на неговите соиграчи, а сега против Никола Митревски. Уште еднаш сигурен, 2 од 2 од линијата од 7 метри, намалува на 22 спрема 11, 8-та минута од второто или 38-та од надпреварот. Ево тек. Полека почнува да се враќа во форма и публиката. Го немаме оној фуриозен елемент од играта во продолжението, меѓутоа ја имаме разликата, го имаме квалитетот на наша страна. Можеме мирно, стрпливо да провериме уште неколку тактички варијанти проигрување како ова. Лазаров, па Стојанче Стоилов, седмерец број 2 за нашата репрезентација. Првиот го искористи Кирил Лазаров, пред малку нашиот капитен првпат не успеа да го совлада Георгијадис во овој надпревар. 7 гола има, еден од пенал, 6 на почетокот на надпреварот во оној пеколен период кога едноставно ке се осмелам да кажам го решиме мечот. А на грчкиот гол застанува Гургумис. Тоа е вториот голман, ретко добива шанси, имајќи ги предвид карактеристиките и квалитети на Георгијадис, меѓутоа ниту тој не успева да го запре овој сув лист на Лазаров за 8 погодок, втор од линијата од 7 метри со стојнастот на ефикасност за 23 спрема 11, одново оние највисоки
12 голови разлика. Маранго веќе не е на линијата од 6 метри, оди таму Мастрогјанис, иако и обајцата се бекови, но реков не може грчкиот селектор да ја покрие таа позиција, па ги ротира своите покорпулентни бекови. Обид за Цепелин, убаво, атрактивно. Успева Делигјанис да погоди за прв пат на овој надпревар за 23 спрема 12, или тоа е втор погодок за него? Пападопулос. Мислам дека е тоа втор гол на Пападопулос. Така, втор гол за играчот со број 22, оној што промаши пенал, но ево одигра убаво, атрактивно и го носи 12-тиот погодок на Грција, но и натаму грците се во убедлива длабока негатива. Минус 11 Миркуловски за Кирил Лазаров, испушти за момент оваа топка, но продолжува нападот, ќе оди за Георгиевски, што имал таму пробивање во блокот од Миркуловски, велат судиите. Мислам дека е коректна одлуката на чешите. И испровоциравме грците со атрактивна игра и тие се мотивирани, сосема логично, кога имаат ваков противник, квалитетен, со висок рейтинг. Мотиви се сега нивни до крајот се да доживеа што помал поблак, почесен пораз. Алванос. Одлична интервенција на Митревски на гол, шутираше Мальјос, добар е Митревски, добива шанса и тој да ги покаже своите квалитети. Имаше одлична сезона на голот на Металург. Во отсуство на Петар Ангелов, кој што се пожали на болкиот грбот пред почетокот на подготовките. Митревски со Борко Ристевски се сега голманскиот тандем во нашата репрезентација. Повторно сега фластер таму од Мастројанис за Кирил Лазаров, меѓутоа добро го решава тоа нашиот капитен, а уште подобро во напад со овој прекрасен лоб Филип Миркуловски, трет погодок за акција од ракометните учебници. Еве го тоа вкрстување, го побара Кире кога виде дека е под фластер. Миркуловски го направи блокот, Кире се излече на чиста позиција, продолжи Миркуловски, феноменална завршица. Очигледно добро се работело на тренинзите за вакви ситуации, што се многу чести кога игра македонската репрезентација на нашиот најдобар ракометар да биде поставен фластер. Апсолутно видовме и претходно неколку одлично одработени акции, атрактивен, двоен Цепелин. Се е на наша страна вечерва. Обид на грците да пробијат оваа зона 6-0 преку Пикер, таму беше во оваа ситуација Мастројанис. Само 9 метри. Многу нови играчи на таа линија од 6 метри. Арапакопулос, Пападионисиу, Марангу кај грците. Повторно чита таму, многу интелигентно Митревски, шутираше Алванос, втора интервенција на нашиот втор голман сега. Кирил Лазаров се обиде да шутира, па потоа убава финта, асистенција за Стојанче Стоилов, што работуваат изворедно во репрезентацијата. Кирил Лазаров и Стојанче Стоилов. Какво промашување сега. Не залепи доволно топката, па се изгледа за ракометарот со број 32, тоа е Цацо. Но и Митревски одлично ја затвори првата статива, едноставно во последен момент ја изгуби Цацо идејата и испали над голот. Ајде, одиме со излези, момче. Нема можност докрај да отиде песната, затоа што Манасков постигнува нов погодок. Четврти за 25 спрема 12. Минути игра во второто полувреме, но вкупно 42 во кои грците постигнуваат само 12 погодоци. За преновремето дали ќе треба да се интервенира на подот, така е. Инаку Југо, ајде да го искористиме овој краток прекин само да споменеме. Австрија, Чешка, Русија, Шведска, Полска, Белорусија и Словенија се веќе учесници на светското во Катар за резултатите подоцна. А кој рековме води голема битка, Босна и Херцеговина на теренот во Исланд. Босанците славеа дома пред 7 дена 33-32. Се крши резултатот постојано, плюс-минус 7 со двете репрезентации. Имаме во овој момент точно конечен резултат, Зоки, во истински момент се, што се вели, се случуваме во 29-29, значи и босанците се на светското првенство во Катар. Така, поради победата дома со 33 многу спрема 32. балкански репрезентации
таму. Но за тоа потоа има уште време да видиме како ќе биде резултатот. Овде победникот се знае. Па штета можеби што ете од балканските земји ги нема Црна Гора, која денеска загуби 30-24 од Белорусија, ја нема ниту селекцијата на Србија, која беше успешна од Чешка 48-44, вкупниот резултата во овој двомеч меѓу Србија и Чешка. Чесите се на Мундијалот во Катар. Едно име имаме. Прибак Георгиевски гол! Четврти, 26:12. 4 од 4 за Гоце Георгиевски. Одличен денеска, го почна феноменално овој надпревар. Продолжува така. 100% ефект за него. Што ќе понуди сега публиката пред малку на песна, мотив за добра игра во одбраната, пресечена топка, контра и погодок. Сега свирежи да се не возможи грчкиот напад, Митревски е тука да го сопре ударот на Цацо, трета интервенција на Никола Митревски. Влезе во вистинска форма, во одлична форма ова момче. Одличен, реков, во оваа сезона и покрај тоа што беше на клупата и неговиот придонес оваа сезона е двојно позначен, затоа што, знаете, многу е потешко да се мотивирате кога сте резерва и кога влегувате како втор голман. Сега немаше шанса во овој контранапад, погодува прв пат, мислам, овој надпревар Зампунис. Тоа е левото крило на грчката репрезентација, намалени се овие максимални 14 од пред една минута, 26-13 е сега. Златко Мојсовски е на десната крилна позиција, на местото на Георгиевски. Миркуловски го предводи нападот со Кирил Лазаров и со Филип Лазаров. Ова тројка во бековската линија играше на почетокот на преварот. Сега Кирил Лазаров од 10 метри. Проектил. Прекрасен гол. Нема ке таму Георгијабис, погледнете каде влезе оваа топка. 90-ка во агол Кирил Лазаров. 9 погодок, 7 постигна во Атина на првиот надпревар нашиот капитен. Да се покаже кој е кој. Одлична игра на Кире, но и не се сомневаме во капитенот на македонската репрезентација. Грција е во напад со број 32 Цато, сега се излекол на левата бековска позиција. Вишок на десно крило и успева таму да е тоа Цирас со број 26 го постигнува вториот погодок, намалува на 27 спрема 14, а ние влеговме во завршните 15 минути. Договор меѓу Златко Мојсовски и Кире Лазаров. Да видиме каква ќе биде комбинацијата. Примак е на центар, Филип Лазаров е лево, Манасков и Мојсовски се на крилните позиции, Стоилов е на линијата од 6 метри. Лазаров преку целиот терен за својот брат. Меѓутоа одново сега грешиме во ова проигрување и одново се отвора контра и да видиме уште еднаш ќе реализира Цирас, трет негов погодок за 27 спрема 15. Јасно е дека нашата победа во ниту еден случај не може да биде загрозена. Искористија две некоректни проигрувања, недоследност во нападот на нашата репрезентација. Грците и преку две контри успеваат да постигнат, што многу ретко им се случува, 2 гола во серија, но ние натаму сме на плюс 12, меѓутоа беа оние 14-26 спрема 12. Обид да се спушти за Стоилов оваа топка и да видиме прави престап Стоилов, трет не реализира напад во серија на нашата репрезентација. Обид за брзо да возвратат и успеваат во тоа. Цато го постигнува вториот гол, 27 спрема 16. И јасно е дека публиката бара поконцентрирана игра, а ќе побара и Ивица Обрван. Бара тајмаут. Значи резервну варијанту. Ево направи Рус
Svetsko, lijevo ili desno? Baci, pređi na drugog pivota, neka bek napadne. Ili pivota, lijevo ili desno, ili Švedsko. Znači igramo na 5-1, 2-3 napada ostalo. Ili prelazak sa loptom srednjeg beka. Ajde, nema popuštenja, ajde! Ajde! Три гола во низа за прв пат на грците на овој надпревар. Зошто сега во овие преостанати 13 на минути да не вежбаме германски, скандинавски менталитет, да го дотолчеме противникот? Така е. Кира Лазаров, број 10 погодок, 8 од игра. Што Прв вели играч. и во нашиот народ да те плати страв кога Кире ќе се дигне на 10 погодоци, а Митревски стигнува до нова четврта успешна интервенција, се отвора полуконтра. Велко Марковски за Прибак, одновремено разбирање, штета. И сето тоа грците во позиција да го казнат и успеваат преку Зампунис. Втор погодок за 28 спрема 17. Јасно е дека оние измени кои ги прави Обрван, што резултатот апсолутно му дава право и треба оваа репрезентација да се подготвува за сите оние искушенија кои предстојат во квалификациите за Европското првенство, уште повеќе зона во јануари за Светското првенство во Катар. Сите треба да добиваат едноставно шанса. А да видиме сега што ќе донесе овој напад. Бранови од публиката се забавува. А Прибак погодува. Втор гол за Прибак, 29 спрема 17, што вели семафорот, 11,5 минути до крајот. Малку фудбалска атмосфера во овој фудбалски период во екот на Светското првенство во Бразил. Убава јужноамериканска атмосфера. Како подготовка можеби за понудата на МТВ на полноќ Аргентина, Босна и Херцеговина. Нема гол од овој обид на грците. Цацо промашува само од дирекот, се отворали полуконтра. Прибак, Талевски одново, ќе одели на шут, Талевски оди го погодува. Почувствувам дека нема да калкулира Филип Талевски. Втор погодок за 30 спрема 17. Не размислувам многу, меѓутоа треба да имаш и срце и рака да погодиш. Фала Богу, Господ му дал височина 198 см. Апсолутно. Храброст, дрскост. Така се раѓаат големи ракометари. Добар удар сега на Цацо, број 3, откако претходно му одбрани две топки нашиот голман Никола Митревски. Сега добар удар. Имавме 26-12 во 44-та минута, сега е 50-та. Резултатот е 30-18. Продолжува добрата серија на грчката репрезентација. Ева го Вугринец во игра сега со Прибак и со Филип Талевски. Да видиме како ќе функционира оваа тројка. Вугринец нема погодок. Ева го. Добра е наместија акцијата. Нашите ракометари. Прв гол за Вугринец. Постигна 1 во Атина. Добиваме и на таа позиција. Одличен ракометар. Двајца врвни левучари во Катар. Да се живи и здрави, да биде се оред, ќе биде тоа со Наумче Месовски силен, респектабилен состав. Ке повторам уште еднаш, ние сме 11-та европска сила ракометна во моментот. Имаме потенцијал да одиме и со едноцифрен број пред нас на поредокот на
ЕХФ и сега од Немајка да мораше на ваков начин да се обидат грците преку Маљос да завршуваат максимално непрецизно. Вугринец обид да испивотира за Прибак, влегува на 6 метри под прекршок и размислуваат судиите. Веќе тргна да покаже корачек на линијата од 7 метри, но ајде, вели, резултатот ќе ми дозволи, па ќе ги вратам овој пат на 9. А нив не ги споменуваме сега, нити ги спомене некој секој. Апсолутно. Прибак прифаќа за Вугринец, го смируваме, јасно е нападот, се постави грчката одбрана плитко на 6-0 со повремени излегување на бековите. Талевски за Прибак, Вугринец нема простор, нема ниту вкрстување. Талевски, еве сега се отвора позиција за Талевски. Добра беше идејата да спушти за Ванчо, но ево Талевски во 2 чекора успеа да стигне, да ја исправи својата грешка. За Ојлевски има вишок, но Талевски по средината овозможува одбрана на Гаргумисе сега на голот. Прва за него, а не успеа ниту Ванчо Димовски по одбиената топка. Немаше среќа, затоа што таа беше на страната на Гургумис. Пречката беше негов сојузник во овој обид на Ванчо Димовски. Останува 31 спрема 18. Интервенција на Велко Марковски, каде тргна само тука Мастрогијанис да изгоди исклучување. Второ во нашиот состав, грците засега без ниту едно. Второ, да, воопшто на надпреварот. Двајцата наши дефанзивци. Ацо Јоновски и Велко Марковски. По 2 минути одмор, едниот во првото, едниот во второто полувреме. Но колка товар изнесуваат во одбраната и го заслужуваат овој одмор. А и резултатот дозволува да одиграме со играч помалку, иако се сеќавате во оној период кога беше исклучен Јоновски, Македонија постигна фантастичен погодок и тоа Кирил Лазаров создаде вишок на десната страна во нападот. Ева сега од чиста позиција успева Цато да реализира 3 гола во второто полувреме и практично многу набрзо за кратко време ги нанижа, намалува на 31 спрема 19. Мали проблеми на семафорот или пак не се мери времето на нашиот исклучен кометар, но во секој случај ние следиме напад. Прибак, Златко Мојсовски, тој сега ќе сменат со Ојлевски. Мојсовски остана на линијата од 6 метри, истото го прави и Гоце Ојлевски да се отвори простор евентуално за влеса на бековите. Талевски за Прибак и прекрасно Прибак. Ова е негов специјалитет. Трет погодок за Прибак за 32 спрема 19. Низ зоната забележувате изненаден Гургумис. Одличен трик удар од подот малку, нешто слично како ватерполо. Маљас со Мастројанис. Убава реализација сега таму на Цирас. Тоа е четврти погодок на Цирас. Тој и Цацо во вториот дел постигна по 3 погодоци и се најзаслужни за тоа што грците се многу поефикасни отколку во првото полувреме кое што го завршија со само 9 гола. Ние сме во напад. Ојлевски и Златко Мојсовски. Сега Мојсовски на линијата. Чест имаме ракометар помалку. Се уште имали контранапад за грците. Цирас се враќа и Митревски и успеа сепак да влезе оваа топка, иако мислам дека во еден момент беше на чекор до одбрана Никола Митревски. На Цирас многу бележиме петиот погодок. А заврши Цирас во стативата и се пожали на повреда, ќе му биде укажана лекарска помош. Еве во тој момент уште еднаш. Апсолутно немаше тука никаков контакт или намера од Митревски, практично еве во моментот кога Цирас во обид што подалеку да се одрази и да дојде во подобра позиција да го слобода Никола Митревски, заврши го левиот дирек на нашиот гол. Севорет со него. Иако ќе оди на клупата да одмори со број 41, Арапакопулос ќе засили одбраната на грчкиот состав. Велко Марковски барем уште таму стои дека важи исклучувањето, иако во момента Ванчо Димовски ја комплетира нашата репрезентација. Оние најстандардни 12 голови разлика. И нов напад, Прибак, Вугринец и Талевски се во бековската тројка. Ојлевски, Златко Мојсовски, Ванчо Димовски на линијата од 6 или над насречните позиции.
Vugrinec pod pritisak, pod prekršak, da uspije da je zadrži ova topka. Сега Прибак фаулирана за 9 метри и оди на својата позиција Мојсовски. Мало недоразбирање, договори како да се организира овој напад, по закана смена одземање на топката поради пасивност. Прибак изведува прекршок, то сега веќе ќе мора да се смислува на блок, иако Ванчо Димовски многу итро за сепак Олевски да не успее. Гургумис ја бележи втората успешна интервенција контра на спротивната страна и подарок за Талевски. Има ли сега контра? Олевски, еве шанса да го исправи она од предмалку, ова е за пенал, а мислам дека и за исклучување, иако судиите сега во една ваква ситуација покажуваат на 7 метри, или требаше погодок да биде признаен, може би да компензираат 7 метри со евентуално исклучување. Вака ја враќаат Македонија на линијата од 7 метри. Трет пат 2 од 2 имаше Лазаров. Еве го Вугринец на линијата. Кој Вугринец сигурен, нема дилеми. Втор погодок 3 од 3 од 7 метри за македонската репрезентација и две тројки, барем кога станува збор за нашиот резултат. 33 погодоци, 20 за грците. Излази момче. Мислам дека добра оваа топка. Никола Митревски, тоа е негова пета интервенција. Во контранапад сме смирува таму Вугринец. 2 гола за него, еден од седмерец. Еве топка сега за Талевски. Се обидува да мине сам. Има 9 метри таму. 8-7 за 9 минути. Ова е период што го добиваат грчките ракометари, откога имавме максималните 26-12. Вугринец, Филип Талевски и Прибак. Останува ова бековско трио на Оброван во последниве неколку минути. Еве го бомбардерот. Трет погодок за Ренато Вугринец. Во дечкиот стрелец во Лигата на шампионите и во Металург оваа сезона пред Манасков и Атман. Мастројанис. Обид на Маѓас таму. Не, сепак е на таа позиција сега Арапакопулос. Алванос, добра асистенција и погодува ракометарот со број 5. Тоа е прв погодок за Мастројанис. А ние ќе тргнеме во нов напад. 34 спрема 21 и натаму убедлива предноста, висока, декласирана грчката репрезентација, но кој и се сомневаше дека може да биде поинаку. Демонстрација на разлика во квалитета, во класи, во полза на нашите ракометари. Вугринец игра сега со фластер. Прибак за Ванчо, обид веднаш без со грб свртен кон противничкиот гол, меѓутоа има прекршок. Не враќаат судиите на 9 метри, токму затоа што Димовски не беше свртен и во позиција да го загрози противничкиот гол, иако ова ќе беше атрактивно доколку завршеше во мрежата. Вугринец, обид 1 на 1, не може да мине. Прибак за Мојсовски. Одново Вугринец, под закана пасивен напад сме и сега мало недоразбирање што отвора простор за контра и успева да ја реализира Арапакопулос. Негов втор погодок за 34 спрема 22 на минута и 50 на секунди до крајот. Нов напад. Дали е сега време и за договор за мала атракција, иако ова не е она постава што има долго играно зад себе заедно, а да видиме сепак убаво таму за Ванчо Димовски, но само во директот веднаш контра и Филип Талевски. Колку долг чекор има ова момче, пресекува две контри, овој пат исфрла во аут. Грците ќе останат во напад. Точно 80 секунди останува до крајот, имало прекршок таму на грците во напад. Топка за нас, се развива полуконтра. Ренато Вугринец за Прибак. Ево Прибак, давлес погодува Прибак. 2 минути ги има исклучување. Да видиме за Маранго. 2 минути исклучување за Маранго. Погоди Прибак. Одличен гол. Индивидуална акција на Вардаровиот ракометар. И точно 60 секунди до крајот
по 30 за двете репрезентации. Публиката е веќе на нозе. Југо, Кај стане би ние? па должиме на таков начин да им се одолжиме на овие момчиња во црвено-жолта комбинација. Едно име имаме одново одекнува. Се арчат последните секунди од овој двомеч што ја носи македонската репрезентација до нова величествена победа и настап на светското првенство во Катар. Обид за влез, има 7 метри велат судиите. Пети удар од 7 за грчката репрезентација. Времето запрено на 26 секунди до крајот. Доволно ние да заокружиме со погодок. Цацо е на линијата од 7 метри. Митревски не успева. Цацо пети погодок. Трето од линијата од 7 метри за грчката репрезентација. Ние тргнуваме во последен напад. Последни 15 секунди погледнасите кон семафорот да видиме кој ќе завршува. Прибак за Вугринец, за Цепелин, неуспешен и да видиме тука ќе биде крајот. Изминуваат и последните секунди. Вугринец не враќаат на 9 судиите, нема можност за удар, но сепак голема победа и честитки за македонските ракометари. По светското првенство 99-та во Египет, по 2009-та во Хрватска, по Шпанија 2013-та, ЕВА Македонија и во Катар 2015-та. Задоволство на лицата на овие 5000 присутни во арената Борис Трајковски. Уште еден јунски прекрасен надпревар, уживање во величествена атмосфера. Имавме вистински противник, голем ривал. Убедливо го совладавме 35-23, поние 27-25. Ке речеме неубедливи во наводници, меѓутоа победа си е победа. Овде го покажаме вистинското лице, го збришавме противникот. Со убедливи 35-33 нашите ракометари се радуваат за седмиот голем настан. Светските првенства сега имаат предност над европските. Ќе биде тоа четврто светско првенство за нас, наспроти оние 3 на кои пак го постигаме најдобриот резултат, петото место пред 2 години во Србија. Очекуваме во Катар да видиме уште повисоко, а тоа повисоко 2 места значи бронзен медал. Зошто да не, Југо, овие момчиња покажаа дека имаат квалитет. Ќе бидеме уште посилни и за Наумче Мојсовски на тој шампионат. И реков, само единството може да доведе до успех со една ваква прекрасна фаланга зад себе. Мислам дека портите кон светскиот врв за македонската репрезентација се широко отворени. Периодот што треба, што мора да се искористи, да им се овозможи се што е потребно на овие момчиња. И реков да бидеме сведоци на нови величествени мигови, не само на македонскиот ракомет, а воопшто и на македонскиот спорт. Рековме, нема потреба од многу статистика, можеш само да ги споменеш. Апсолутно. Да, ефикасните. Додека трае овој кајлат, само на ефикасните го имаме ние. Кира Лазаров со 10 погодоци, 8 од игра. Одличен придонес на Манасков, на Вугринец со по 3 гола, на Миркуловски, по 4 пред нив Прибак и Гоце Георгиевски. Во спортивниот табор Цирас и Цацо беа најефикасни со по 5 погодоци. Во оваква убава атмосфера славеничка го завршуваме овој пренос. Поштувани гледачи, ви благодарам на вниманието до некои наредни следни вакви убави моменти. Чувствувајте се горди, Македонијо, горди се со вакви ракометари, со вакви спортисти, со вакви луѓе кои не ги носат сите овие резултати и успеси. Поздрав од спортскиот храм, од ракометниот храм Борис Трајковски.